Добре дојдовте. Во овие денови на студено, променливо и невообичаено време за овој период од годината, кога на многумина им здодеа ваквата пролет, во студиото го имаме Борис Секерарски, метеоролог, тазе пензиониран од Управата за хидрометеоролошки работи, меѓутоа неуморен кога станува збор за прогнозата на времето и иновациите. Господин Секерарски, добре дојдовте во студиото на Телно. Добро ве најдов. Многумина од гледачите најмногу ги интересира прашањето кога ќе заврши оваа нестабилност, меѓутоа веќе слушнавме, доаѓа африкански бран, ни го навестува летото во полна сила и тоа 20 на дена пред календарскиот старт. Какво лето може да очекуваме на почеток, ве прашувам? Да. Топол воздух ќе настапи во следните денови, ќе имаме се повисока температура и веројатно најпрвин од регионот на Шпанија и Португалија, таму ќе биде многу пожешко, па потоа кај нас. Но ние утринава имавме еден постуден воздух, едно преодно наоблачување и може би застудено беше. Како да доаѓа есен, а не малку есенско време. Тој топол воздух го задржа всушност еден циклон кој се наоѓа на истокот од нас и тој ќе мора да се повлече пред топлиот воздух од Африка. Генерално какво може да биде летото, какво лето да очекуваме со оглед на тоа што се променија климатските феномени, односно Ел Ниньо кој важи за топол, кој носи топло и суво време, го замени на почетокот на годинава така наречениот климатски феномен Ла Ниньа, што носи поголема влажност. Станува збор за струите во Тихиот океан, меѓутоа кои влијаат глобално на температурата во светот. Со оглед на тоа ве прашувам, може ли да очекуваме дека јуни, јули и август ќе бидат поврнежливи од минатите години? Ние постојано имавме топли, се потопли месеци и постојано велиме ова е најтоплиот месец во подолг период на следења, меѓутоа овој мај малку остана посвеж и тоа ќе кажат конечните резултати после изминување на месецот, некаде во првите 10 дена и јас ќе објавам, бидејќи и тоа е дел од некој мој интерес, што се случуваше всушност во мај споредено со наназад. Како ќе биде во следните месеци, ќе биде, ние постојано очекуваме нешто малку потопло време во следниот месец во однос на подолг период наназад. Според европските научници, изминатата 2024 беше најтопла досега и прва по која просечните глобални температури ја надминаа границата од Парискиот договор од 1,5 степен Целзиусов на пораст на температурата над прединдустријскиот период. Сега ви зборувам од таа позната статистика, а според анализите на податоците на Светската метеоролошка организација, токму поради овие климатски феномени што ги спомнавме, очекуваат 2025 да биде помалку топла од 2024. Да, така се очекувањата и сега веројатно ние под влијание на ова утро денеска што го имаме, ќе поверуваме дека ова веројатно ќе биде. Добро, во најавата ве најавив како тазе пензионер, еве во оваа пригода ви честитам за пензијата, да си ја трошите со здравје и да останете неуморени и работоспособни. Благодарам. Повод за ова денешно гостување е дел од вашата струка, односно она што го споевте како физичар, метеоролог и иноватор. Вие постојано сте актуелен со иновациите, пред неколку години добивте и медали за тоа. Сега повторно креиравте нова апликација, прилагодена за Android, телефоните, бесплатна е. И вие ќе објасните за што станува збор. Генерално во најавата само уште дека може да предвиди не време. Во просек, во летниот период, во овие летни месеци кои ни предстојат, би имало неколку десетици невремиња локално, веројатно. Што може да ни помогне таа апликација што вие Јас веднаш да речам, она што е спротивно на сезонските прогнози, е она што во моментот ни се случува. И ние го губиме тој момент. За жал, тогаш и ги се губат и човечките животи. Значи, ние никогаш не сме изгубиле човечки живот заради лоша прогноза за следните 10 дена. Секогаш загубата на луѓе, а секако и материјални добра, е заради она што се случува во моментот. И токму тоа ние го испуштивме. Ние го испуштивме и пред Стајковци, и кога беше Стајковци, како начин на следење на временските состојби. Она што јас го се обидов да го направам. Ние имаме метеоаларм. Имаме метеоаларм, да. Но метеоалармот и последниве децении наназад, ние постојано велиме за рани најави и тоа е тренд во светот колку што јас веќе наназад можам да се сетам.
Меѓутоа го губиме брзиот одговор. Нешто што е наукастинг, јас се обидов да го спуштам на ниво на апликација која ќе ни биде дома. Имаме ли ние како на ниво на држава, како Управа за хидрометеоролошки работи или генерално некоја институција систем за рано предупредување од невреме? Имаме ли такви радари? Токму тоа сакам да кажам. Рано предупредување е она што нас не дефокусира од моменталната состојба. И со оваа апликација јас само направив ние да можеме да кажеме чекај, детето ми е на планина, таму да не е лошо. Бидејќи ние дома ќе чуеме дека грми, но ние не знаеме, така да речеме едноставно, преку две планини, каде што сме ги испратиле младите, или младите не испратиле нас повозрастите. Токму оваа апликација всушност внимава на секои 10 минути што се случува над Македонија. Ајде да ја видиме, бидејќи да го искористиме времето. Да, и тоа е едноставна е за користење, да речам, и еве ја состојбата над Македонија. Каде можат корисниците на Android, веројатно ова е решение за Android само? Да, само за Android се обидов, бидејќи тоа е најзастапен на мобилните. Корисниците што имаат таков оперативен систем, каде може да ја снимнат? На Play Store секаде може да ја најдат или како може да ја инсталират може на својот телефон? Може да ја преземат од GitHub. Тој е едноставен. Линкот го подели веќе на Facebook како коментар на оваа најава за овој разговор. На Play Store се уште не се наоѓа и тоа не е проблем. Проблем е фокусирање на моменталното време. Во Стајковци да ја покажеме во камерата. Во Стајковци луѓето Ова во реално време, нели? Ова е 9:22 минути. Значи неколку минути зад нас е, 10 минути. Да, секои 10 минути. Аха, така се апдейтира. Да. На секои 10 минути добре, имате... се изгаси ова, ај вака, вие управувате со вашиот телефон да не ви се мешам, со да, сега јас не знам како... Кон оваа камера се завртате. Сега е во ред. Е вака. Значи, на секои 10 минути, потполно бесплатно, се додека овие сервиси кои јас сум ги искористил за пренос на информации работат и се додека се што е замислено работи, ние во оваа сезона ќе имаме постојано на 10 минути дење ноќе, независно од се друго, најнова информација за невремето. Невремето ќе се движи над Македонија, доаѓа ноќ, ние само може да бидеме разбудени од грмежи, ние во тој момент не знаеме колкав е интензитетот и ширината на појавата која го зафатила нашиот регион. Во просек, односно почесто, невремињата се случуваат во попладневните часови, откако ќе зоврие денот. Така вие метеоролозите тоа го објаснувате, откако нели ќе се создаде таа топла маса и ќе мора да... Мене ми е жал што ќе го спомнам Стајковци, но овој пат и како опоменувачки повторно пример. Стајковци се слуши во сабота, попладне. Во сабота попладне ние не сме толку внимателни, а напротив, од друга страна сме активни надвор, бидејќи сепак веќе завршува. Тогаш се случи Стајковци и траеше со сати. Во тој момент имавме информации, описни, но немавме каде и дали се движи или стои во место. Сепак ќе кажам, облакот стоеше во место. Бидејќи јас со овие години колку што сум, јас ги следам, за жал ги паметам несреќите доста свежо, од Неготинската поплава, па потоа и во Полошката котлина, па потоа Стајковци, нас ни се случуваат загуби на човечки животи постојано, затоа што не знаеме што ни се случува. Што ќе помогне оваа апликација сега? Во оваа апликација секогаш ќе знаете во која општина колкав е интензитетот на невремето што е случено. Односно, што ќе се случи, веројатно? Ке предупреди, нели? Треба да предупреди. Што се случува во моментот и апликацијата во одредени моменти може да ви каже и на каде се случува, се преместува невремето. Спротивно од она што сме навикнати, да гледаме нанапред, губејќи го моментот во кој, за жал, излегуваме надвор и го загубуваме животот. Да, не сакам јас сега да ги плашам луѓето, но ние сме невнимателни во однос на сегашниот момент. Луѓето излегуваат заради некоја си причина да спасат нешто, не водат сметка дека тогаш настанува она брзо поплавување во кое реката Пена однесе 5 животи, Стајковци однесе 23 животи и повторно ќе ни се случи.
Со оваа апликација јас мислам и пратив и некои и на Facebook, на социјалните мрежи. Испратив веќе неколку објави каде што веќе од 21 мај, откако е активна оваа апликација, имаме фатено едно невреме во вечерните часови во Велес. Значи веќе ја тестиравте? Таа веќе работи од 21 и покрај сите ризици, може да се расшири целата карта за да ја препознаете вашата општина и со тоа да овде сега ги немаме боите и за среќа ги немаме затоа што ништо не се случува во моментот. Мирно е. Нема невреме. Значи да, може би врне. Може би некаде и посилно заврнало. Но нема невреме над Македонија. Оној момент кога ќе се појави назнака за невреме, системот решава да обои и да ви каже со 6 бои колкав е интензитет. Апликацијата се однесува само на Македонија, така? Само на Македонија и сепак морам да кажам, општините кои се на граничните подрачја немаат назнака дека од надвор доаѓа невремето. Тоа ќе се смени во следната верзија. Ќе надградувате, веројатно. Да, во следната верзија и ќе бидат додадени и повеќе од еден јазик, во овој момент е само на македонски, за да можат сите да дознаат што се случува во моментот. Сами ја креиравте или вие сте метеорологата? Јас сум потполно се. Од комуникации до мораше така, бидејќи ваков систем не можете да го направите со 0 денари. И тоа, ако влезете во комуникацијски аранжмани со некого, тоа станува многу скапо. Но сепак е бесплатно, така? Бесплатна е апликацијата. Бидејќи сепак јас веќе на некој начин завршувам со мојата професија, колку и да траам уште малце ќе биде тоа. Со кариерата. Па нешто општо корисно да сакате да создадете, така? Од општествено... Па да, се обидов и со семафорот, се покажа дека ние како заедница не сме спремни да се менуваме. Дека не би вложиле ни денар во семафор за лошо време на улица. А ова, ако бесплатно не успее, не знам што тогаш би можел. Господин Секирарски, ви благодарам за гостувањето во Телма и за презентацијата на вашиот нов изум. Да, благодарам и јас. Честитки да ја надградите. Да, секако. Почитувани, останете со нас. Во продолжение зборуваме на уште една интересна тема, а тоа е професијата консултант. Останете со нас. Во продолжение се осврнуваме на една професија која честопати е зад сцената, но игра клучна улога во развојот на многу компании и организации. Станува збор за професијата консултант, односно консултантство, консултантска индустрија. Зошто се потребни консултанти? Што точно тие работат и по што се разликуваат консултантите од тренерите за личен и професионален развој? Во продолжение да си кажеме со Македонка Димитрова и Глигор Михиловски. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдовме. Добре најдовме повторно. Да, за почеток може ли да накусо да објасните што точно значи да се биде консултант по професија? Каква е вашата улога во тој бизнис или организацијски контекст? Македонка, повелете. Благодарам. Консултант значи да се биде професионалец, да се биде доследен на успехот и да се биде доследен на целите кои ги зацртува организацијата, а ние сме тамо да ја помогнеме да ги оствари. Во тој аспект консултант е личност која покрај формално образование, исто така своето образование, да речам, цел живот го надградува во одредени области, но исто така за консултант е многу битно да биде насочен, бидејќи како и сите други професии, сепак има некаков фокус кој треба да се следи и тој да го понуди во комуникација со компаниите, да им помогне во секој случај да постигнат поголема профитабилност на основа на оптимизација на нивните ресурси. Се плашам дека премногу теоретски ми звучевте во одговорот и не до крај можам да разберам ниту јас, ниту гледачите, па во обид да им преведеме и да поедноставиме малку. Дали постојат специјализации кога станува збор за консултантите, бидејќи велите професионалец во својата област, професионалец во својата област треба да биде и лекарот,
и новинарот, и пожарникарот, и сите други струки. Кога станува збор за консултантот, малку е така како непознато, што всушност тој прави. Како изгледа еден обичен работен ден на консултантот? Може ли така да објасниме, за да биде малку по-пластично? Добро. Јас тука ќе додадам менеджмент консултант. Јас и Дона сме дел од таа асоциација на менеджмент консултанти и токму во право си дека има специјализација. Ние сега збориме за одредени вештини и пристапи кои што надменуваат одредена специјализација и кои што во секоја област се јавуваат. А тоа е, како што спомна Дона, професионалност, доследност, редовно и постојано ангажирање со компаниите, со јавниот сектор и со граѓанскиот сектор. Од прашањето кое што претходно го поставивте, имаме предавачи или тренери кои што пренесуваат одредено знаење. Имаме коучи или, ајде да кажам, многу тешко се преведува тој збор, одредени консултанти кои што вас ви остават, ви поставуваат прашање, сами да дојдете одговорот. Консултантот е нешто помеѓу тука. Консултантот и посебно менеджмент консултантот е професионалец кој редовно или по наша проценка најмалку 80 дена годишно работи на советување на одредени менаџери или на менеджмент процеси, дали во јавниот, дали во приватниот, дали во граѓанскиот сектор, постојано се едуцира, како што спомна Дона, и при тоа работи по одредени стандарди. Токму тука сме ние тоа да го промовираме. Значи консултантите треба да бидат експерти за се? Или има, например, специализации, консултант за, да речеме, HR, односно човечки ресурси. Може да дополнам тука. Консултант за финанси, консултант за стратегија, за енергетика. Или треба да бидете... Токму во таа насока, јас конкретно работам на советување не само на компании, туку и јавни институции, да ги оптимизираат своите трошоци за енергија, и на сметка на тоа, нели, да бидат поефикасни во работењето. Како изгледа тоа? Прво правиме едно наблюдување на организацијата, во однос на тоа како тие се систематизирани, како се организирани, гледаме кон кои цели се стремат, значи колку сакат да заштедат, колку трошат во моментот и што се треба во тој процес од почетната точка до посакуваниот резултат да направат. Во таа насока, значи, од највисоките раководни позиции до најнискиот ешалон, значи, во нашата работа е опфатена целата организација. Иако можеби ние поконкретно или повеќе работиме со раководните лица, нашата работа се пренесува во целата организација и на тој начин работењето станува поефикасно. Тука се наметнува прашањето, кои се најчестите предизвици или проблеми со кои се соочуваат клиентите кои бараат услуги од консултанти, односно кои компании, кој профил на фирми, на компании најчесто користат консултантски услуги? Кој ви се обраќа најчесто? Сите компании, посебно тие кои што имаат јасна структура одвоеност помеѓу секојдневно извршување на активностите управни и управните одбори, но компании од производствениот сектор и од секторот на услуги, од IT компаниите. Во однос на темите за кои што се заинтересирани покрај оптимизација на трошоци, тука би го свртал мобилизација на фондови. Тоа е една од темите кои што во последните години посебно се вклучуваат компаниите, дали е тоа за изработка на бизнис планови, дали е до пристап до алтернативни Кога велите фондови, мислите на европските фондови пред Мислам на европските фондови, меѓутоа тука се и средствата кои што владата ги обезбедува по различни основи, Законот за финансиска поддршка на инвестиции, да не збориме за кредитите кои што доаѓаат од странски земји, кои што треба да се програмираат, за тоа треба да има јасни бизнис планови, но да го свртиме за јавниот сектор. Знаете дека јавниот сектор во 2 наврати сега тече вториот рок за аплицирање за грантови со цел да може да ги направат своите инфраструктурни планови и да ги спроведат истите. Така да во сите овие фази менеджмент консултантите во делот на носење одлуки може да им помогнат на овие раководни лица. Тоа е разликата помеѓу менеджмент консултант и консултант. Ние како менеджмент консултанти работиме директно со извршните лица во организацијата, кои што треба да носат одредени стратешки одлуки, меѓутоа, како што спомнавте сами, во различни области, дали е тоа енергетика, дали е тоа во HR консалтинг, дали е тоа IT консалтинг. И токму од претходно што си кажавме минатата година во оваа емисија, токму промената која што ја направивме, што за прв пат вклучивме во нашата асоциација и консултантски организации и веќе фокусот да не биде толку на физички лица консултанти, туку да го подигнеме на едно повисоко консолидирано ниво и сега нашиот пристап
тоа ќе го промовираме на 25 години прославата, е да вклучиме компании кои што може да дадат најразлични услуги кон нашите клиенти. Станува збор за Асоциација за менеджмент консалтинг МКА 2000. Таа што ја спомнавте. Неку каков е генерално впечатокот во Македонија во споредба со останатите земји членки на Европската унија, па и земјите од опкружувањето, колку компаниите во Македонија или особено па институциите од јавниот сектор се подготвени и има свест за користење на услуги на консултанти и дали тоа во Европа е поразвиено? Кај нас сметам дека се уште не е на доволно ниво свеста колку може еден менеджмент консултант да и помогне на организацијата. Може би не е проактивно, туку е реактивно. Ако имаат проблем, па тогаш не бараат да го решиме. Додека, например, во другите европски земји тие проактивно бараат. Значи, ако сакаат да се позиционираат подобро на пазарот, ако сметаат дека нешто им недостасува во процес на дигитализација, тие пред да дојде времето да се створи проблемот, тие веќе соработуваат можеби на поредовна основа со консултантите. Сега сметам дека тоа е некоја наша една од нашите цели на нашата организација, менеджмент консултантите да бидат препознаени како некој што треба рака до рака да се носи во раст на компаниите. Значи не само кога имаме проблем, но тука се наметнува и прашањето зошто одредена компанија би ангажирала надворешен консултант наместо да се подпре на внатрешните ресурси на луѓето од сопствената организација. Каква додадена вредност вие како надворешни консултанти им носите на компаниите? Самото знаење кое го акумулира менеджмент консултантот од различни процеси, од тист сектор, од иста бранша, но не секогаш и од тист сектор, иста бранша. Никогаш некое решение кое што во одреден сектор може да се адаптира таму. Како ноу-хау, како знаење, како ноу-хау, како вештини. И најчесто вработените во една организација според систематизација се фокусирани на одреден сегмент. Никогаш не може да ги видат другите можности. Ние сме токму таму за да дадеме одредени можности, акал, како што се викаше. Поглед од надвор на некој начин. Поглед од надвор, меѓутоа и влегуваме внатре и за да видиме целата ситуација, еве конкретен пример до нас спомна да видиме како со една фирма правиме бизнис диагностика. Тоа е нашиот термин кој што го користиме, да видиме кои се предизвиците. Никогаш дури ни самото раководство не може да ги утврди причините за одреден пат на приходите, немање доволно човечки ресурси квалитетни, може би е недостаток на доволна дигитализација во поново време, автоматизацијата во постаро време помагаше да се надомести тој недостаток на човечки ресурси. Тука сме да дадеме еден совет од нашето искуство кое што го имаме, а нашата асоциација вклучува впрочем и менеджмент најразлични области. Да, и како што велите, имплементирате успешни примери од една организација во друга, каде што е слично или различен тип на дејност, меѓутоа може да се искористи. Може ли да во оваа пригода да споделите некој пример кога вашата работа како консултант имала успешно конкретно влијание врз успехот на една организација, еве на пример јавна институција, ако може да посочите да се сетите на нешто од поново време? Може ли да биде компанија? Без да ја спомнуваме, само да не правиме бесплатна реклама. Да, нормално се разбира. Значи се работи за компанија од винската индустрија, една од најстарите компании со која имав можност да работам, односно да помогнам во нивниот процес на наследување. Се работеше на премин од всушност од основачите кон втора генерација, каде што буквално компанијата внатре кога вие работите, кога вие сте едно семејство што функционира од рано наутро до навечер. Значи и ручек од дома се преминува во бизнис и тука сега како се раслојува компанијата, како се зголемува фамилијата на некој начин се компликуваат работите. Кој работел повеќе, кој работел помалку, се кога сте внатре во организацијата, вие не можете да ги видите работите што некој кога од надвор ќе дојде, ќе направи една диагностика, како што рече Глигор, ќе ги согледа кои се капацитетите на луѓето што се ангажирани, без разлика дали тие се дел од семејството или не. Значи може ќерката да е или синот да е наследник, меѓутоа воопшто не е инволвирана во таа индустрија, па да биде зетот или снаата и така натаму.
Така што тие успешно, можам да кажам, преминаа во... Ги преструктуиравте. Да, се преструктуира, значи точно знаат кој на која раководна позиција и сега веќе може да функционираат. Всушност, на крај, што покажа диагностиката, дека е најдобро да има надворешен менаџер, а не менаџерот да биде од самата фамилија. Добро, може би Глигор ќе се сети и на примерот институција од јавниот сектор со оглед на тоа што споменавте и македонки или не знам кој, дека односно факт е дека покажавме недоволен капацитет во однос на искористеноста на европските фондови што се нудат на располагање низ години назад. Може би дел од проблемот лежи тука во тоа што не знаевме да направиме добар проект. Токму така, јас ќе спомнам, нема спомнам ни имиња на општини, ама знаете дека во текст се измените на Законот за локална самоуправа. Минатата година кога бев тука во вашата емисија кажав дека работиме со 17 општини како консултанти, сега имаме уште 3 општини, значи 20 општини, ние им помагаме, дел веќе завршија со процесот преку надворешен донатор со поддршка од нашето Министерство за локална самоуправа надлежно за тие општини да донесат инклузивни локални развојни планови. Тие инклузивни локални развојни планови имаат 3 цели. Прво, да види општината каде оди, како да го намали процесот на емиграција, како да ги задржи младите. Второ, ќе мобилизираат фондови. Сите стратешки донатори веќе бараат дај да видиме стратегија, не само програмата на градоначалникот како тој замислил, таа замислила, туку да видиме дали таа програма е донесена од советот на општината и е поддржана од граѓаните. Ние сме вклучени во модерирање, фасилитација на тој процес и третата клучна работа што сега очекуваме во нареден период да се ефектуира е самите вработени во општините веќе ќе знаат понатака сами да го водат тој стратешки процес, да ги вклучуваат и бизнисите и граѓанските организации. Тоа е еден успешен пример на носење на интегрирани локални развојни планови кои што се надеваме и понатаму ќе остане пракса на општините со цел да ги задржи младите луѓе, да ја забрза економијата таму каде што има туризам таму каде што треба животна средина, таму каде што е урбана средина, таа да биде соодветно организирана. Добро, еве и во насловот видовме до меѓународно признат сертификат. Постои ли лиценца за консултант? Кој се може да биде консултант во Македонија? Има ли некој фактор што односно некое ниво што мора да се помине за да се стекне одреден човек со професија односно статус консултант? Да, сертифициран менеджмент консултант, јас ќе кажам неколку збора кратко, а бидејќи Дона е во процес на сертифицирање, сертифициран менеджмент консултант ќе објасни зошто таа сака да се стекне со овој стандард. Постои од 1967 година. Ние како членка на една меѓународна организација која што ја имаме франшизата од 2011 година, поминавме доста процеси на сертифицирање на овие менеджмент консултанти. Условите се следни. Треба да покажете дека во изминатите 3 години минимум 80 денови годишно сте имале консултантски јасни услуги. 3 референции од клиентите задоволни, нормално работна биографија ажурирана, понатаму се пополнува одредена апликација, се спрема една студија на пример, ви доделуваме ментор, искусен сертифициран менеджмент консултант и на крај имаме оценувач кој што ќе каже дека кандидатот е спремен да се стекне со тој сертификат и на крај има презентација каде што кандидатот успешно да презентира студијата на случај, се стекнува со овој сертификат кој што се вика сертифициран менеджмент консултант. После 3 години има ресертификација да провериме дали тоа лице, таа консултантка консултант се уште во форма. Се уште е во форма и затоа имаме соодветно потврда затоа што бараме документи дека постојано се усовршува и дека работи со клиентите. Претпоставувам дека имате проблем со нелојална конкуренција. Веројатно има и такви што не се сертифицирани и што си работат. И што земаат дел од колачот, меѓутоа еве не се членки на вашата асоциација или пак не се сертифицирани како што треба според тој меѓународно признат сертификат. Да, тука би докажал, па ви оставил просто на Дона да каже зошто е заинтересирана за овој стандард. Ние не ги викаме нелојални, меѓутоа еден стандард како што државата бара на ISO 9001 за пример за општините да имаат, за да покажат дека работат по одредени стандарди, логично и нашите клиенти јавен, приватен, граѓански сектор да препознаат дека нашиот стандард кој што е надвор законските обврски се базира на етика и на добро однесување, со тоа што стана Дона член го прифаќа кодексот на добри практики и етика во нашата организација и сите ние мораме да бидеме членови прво во организацијата па да се стекнеме со овој стандард. Мислиме дека му даваме сигурност на клиентот зошто Глигор, зошто Дона, зошто другите да ги одбере за да очекува сигурен резултат. Меѓутоа повторно е прашање на етика, дали некој ќе се сертифицира или не, може некој да си работи без таков сертификат и некоја компанија или општина да го ангажира исто така. Но она што е битно, споменавме неколку битни карактеристики на консултантите, можеби за мене најбитна е интегритет и
доверливост на информации. Кредибилитет. Значи, веројатно. ние работиме со информации, буквално, ако тие информации се, нели, информации со кои конкурентот може да Чувствителен те карактер, прегази. Точно. Значи, како ние се однесуваме? Овој стандард, што не учи? Не учи на пристапот. Значи, ако јас почнам да работам со една организација, начинот на кој што ќе работам, постапките, чекорите кои ќе ги следам, може да ги надгради некој мој колега. Значи, можеме и заедно да ја завршиме работата, ако веќе имаме одредена траса како треба да ја завршиме. И во цело тоа време, тоа да биде во голема доверливост и тајност. Впрочем, не ни споменавме организации, нема потреба. Така. Затоа велам, прашање на кредибилитет, веројатно што се гради со години. Токму затоа и сакам да се стекнам со тој сертификат, затоа што јас ева во формално образование сум стигнала до највисок степен на образование. Што ви недостига уште до сертификатот? Практичниот дел, можеби најбитниот дел, каде Тоа е што процес. Тоа е класично полагање? Трае 3-4 месеци, тој процес минимум. тоа е како со помош на овие што веќе се сертифицирале, да стигнете до едно оптимално решение во реална компанија. И да можете да ја закачите таа значка што има и Се ги. надевам. Добро, во најава да спомнав да не им останеме должни на гледачите. Многу пати, освен консултант, Глигор спомна разлика помеѓу консултант како поширока, веројатно, верзија на менеджмент консултантот и потесна специјалност има во поново време, модерно е, многу компании да ангажираат тренери за професионален развој, а многу луѓе да се ангажираат и тренери за личен развој. И сега, каде е тука границата, колку се мешаат работите меѓу консултантот и тренерите за личен развој? Спомнавте вие, тренерот за личен развој веројатно ќе ве води сам да си дојдете до решението, а консултантот, односно менеджмент консултантот веројатно ќе го изработи целиот процес за вас. Веројатно така е некако или? Сега имаме хибриден пристап веќе со дигитализацијата, станува збор за стилови. Имаме консултантски стилови каде што Горан, јас ќе ти кажам ти како да направиш, но ние веќе полека се трансформираме во коучинг стилови. Сепак ќе го користам зборот коучинг. Што значи тоа? Јас ќе поставам прашање на компанијата кои се вашите проблеми, како се случиле, кои сметате дека може да ви помене, кои се потенцијалните решенија и нашата пракса, анегдотна, кажува дека луѓето кога сами си оддаваат одговори на прашањата, некогаш треба да бидеш воден во тој процес, доаѓа до поодржливи решенија. Затоа нашата пракса е хибридна. Да, ние сме менеджмент консултанти, но се обидуваме да земеме коучинг стилови со цел да им помогнеме на клиентите да дојдат до своје решение. И тоа беше најефективно за време на COVID-19, кога бевме сите затворени дома, па не можеме да пристапиме до одредени производствени процеси, тогаш имавме онлайн соработка, па на некој начин ги водевме клиентите како да стигнат до одредени решенија. И сметам во мојата пракса дека таквите решенија се најодржливи и водат кон поголем профит за компаниите и поголема одржливост во јавниот и во граѓанскиот сектор. И за крај, како вештачката интелигенција ве погодува и влијае врз консултантите? Дали со време ќе станат и тие непотребни, бидејќи за секој можеме да го прашаме ChatGPT, па најдобар консултант ќе биде ChatGPT за некој време? И ChatGPT ви вели дека треба вие сами да донесете решение, нели, како човек, кој размислува логички во позадина. Да, и ние како консултанти ги имаме истите алатки на располагање. И токму тоа ќе биде една од дискусиите на утрешната конференција, односно тркалезна маса, менеджмент консултантите вчера, денес и утре, каде што се надеваме дека ќе имаме одговори на дел барем од вашето прашање. Да, меѓутоа несомнено е нешто што ние како консултанти се обидуваме да го вклучиме во нашата работа и да го предочиме на компаниите како една од работите кои мора да ја прифатат во својато работење. Веројатно менеджмент консултантите би можеле да одлучат да формираат собствена компанија и таа да биде успешна, веројатно, имајќи го предвид. Веќе се случува доста заеднички потфати меѓу консултантите и тоа е една од целите на нашата асоциација. Може би и на политиката ќе може во догледно време да ја помогнат. Да се надеваме. Секогаш сме тука. Да. Македонка Димитрова, Глигор Михиловски, ви благодарам за гостувањето и за денешните анализи и размисли во да си кажем. Благодарам.